Слушај вамо. Драги мои, благодарам за огромниот одзив за претходната колумна под наслов "Оваа власт ќе владее многу долго". Многумина погрешно го разбра. Нема многу да го дообјаснувам, напротив ќе продолжам како втор дел. Оваа власт многу долго ќе владее 2. Зошто? Од проста причина затоа што пристапот на работата, не дека нема да има контраверзи, не дека нема да има јутки и лоши работи, ама флагрантното крадење, кршење на основни, базични права на македонскиот народ, на македонските граѓани, презадолжувањето, не градењето ништо, никаква економска политика, освен само крпење дупки, едноставно сама од себе ја имплодираше претходната власт и они се шокирани како изгубиле толку многу. И па, знаеш што, каков и да е народов, ако можеби не го сваќа на некој високо интелектуално, економско, научно ниво и така натаму, го сваќа на интуитивно ниво. Оваа власт, мислам дека за сега им е многу јасно каков е народот и што треба да прават. Знаеш што, сите работиме за пари. Без оглед кај доста со тие филмови социјалистичко-комунистички и у најљутиот комунизам исклучиво само кешарица секогаш функционирал. Какви идеали? Идеали на планина. Тогаш се гинело. Овдека сите работиме за пари и добробит. Но, знаеш како, паметниот човек сваќа. Дај бе, јас ке бидам public servant, не треба да заработувам на матни сделки, само по себе тоа ќе ми дојде. И тоа во животот нему, која ќе се повлече, која ќе наследат неговите деца, името, образот. Јас знам неколку политичари кои често се тргнаа од политиката, кои се изворедни во бизнисот. Зошто? Затоа што оставија добра трага, затоа што утрешните соработници со нив не се бивши криминалци кои ги задолжиле, напротив, луѓе кои имаат доверба, окей? Ќе инвестираме, ќе ризикуваме со тебе и така натаму. Ама тоа е животот, ако не го разбирате тоа и на микро, нема да го разберете ни на макро и виз верса. Оваа власт ќе владае многу долго и овој пат се однесува на Доналд Трамп и републиканците. Често пати, за да ве манипулираат и да омаловажат, со расписките медиуми и нивните разноразни збирштини од, не знам, некакви си издруженија на новинари, морал, етика, цивилни друштва, ово, наваму, таму, и се обедуваат, Елон Маск е ѓубре, не знам, тачка портал, овој, леле коса ќе ви се крене на глава, каков е и што е. Мене доволно како не пишуеше кога овој бившиот Бајден ги душкаше девојчињата, како тоа не ве шокираше, што го гледавме, а сега нешто треба да измислиш за да ние се шокираме. Океј? Сигурно ни он не е совршена личност, но барем е јавна. Све му гледаме, све му знаеме. Црно под ногти, и тоа сам го вади, и тоа оддамна. Но Елон Маск не е битен, Доналд Трамп исто така е битна личност, но друг аспект. Овој пат свати дека сам со својата ароганција, иако ароганцијата и препотенцијата му доаѓаат исклучиво од неговите огромни знаења за менаџирање, но свати после падот 2020, откако се му направија, дека не можеш сам да играш играта и дека за да се заштитиш и да се направи некаква голема промена, треба тектонски да се сменат работите. Мислам дека до сега, благодарејќи на DOE, или Department of Government Efficiency на Римек и на Елон Маск кои го раководат, тоа е привремено, владина организација која ќе работи само 2 години. 2026 завршува. До тогаш сите незаконски, непродуктивни, лажни, вадеа шрапчиња, значи кесичка со шрапчиња која кошта $160,000. Замислите, кој е тоа
било ниво на крадење. И секако, кога една таква земја која ти е идол и представник краде на такви нивоа, што прават нивните следбеници? Следбениците прво нивни падна, иако очекувано, но ние некако авангарда сме како народ и нација, мали, утепани за ник, ама предосеќаме она. Знаете што е тоа? Знаете ли зошто постапивте така како што постапивте? Не се сите паметни и сами знаете дека народов не е толку најпаметен, дека се знае и така натаму. Знаете, овој народ е со векови натопен со причесна, со Божја благодет и со светители кои газеле по оваа земја, проповедале ова. Знае, ја сум цврсто убеден дека тоа ти влага у ДНК, дека ти влага у клетки, у атоми. Секако Божјата благодет е неприкосновена, главна и дека е тоа. И таков народ има благотворно чувство на што е праведно. Каде е правецот? Добар затоа што секому ќе даде шанса и треба. Ама не е добар. Не, ако дај му шанса, можеби ќе се подобри. Заради тоа и страда, заради се, но се враќа на прав пат. Еве, гледаме дека сме биле во право. Големите промени во Америка ќе се случат во Канада. И сега полека да се префрламе на Европа. Зошто уште еднаш повторувам дека оваа власт ќе владае многу долго. И тука, и во Соединетите Американски држави. Го гледав говорот, значи целата кампања ја следев изворедно добро, затоа што знаев дека е многу битна за мене како граѓанин на Македонија, што утре ќе се случува и овде и во светот. Нема да зависи се само од мојата партија, за која навивам, нели, мојот клуб Челси, Милан, пардон, така што и Милан и Челси, си ги сакам, тоа е тоа. Сега Челси си го навивам од 94-та година, од како отиде Зола таму и Рут Гулит. Што сега, не ми филозофирајте, каков Абрамович ка Абрамович. Шега на страна. Говорот на J.D. Vance. Значи го следев J.D. Vance за цело време на кампањата и стварно не можеше да излезе оценката на Доналд Трамп, кој беше мадафака, кој преживеа на наши очи во живо атентати, тоа не е еден, 3 беа атентати, еден со подметнување бомба, кога ги најдоа бомбите, вториот кога му пукаа во уво и го цивна за малце, и третиот кога му пукаа додека играше голф. За тоа време и J.D. Vance како негов подпредседател и еден класичен нов ков на конзервативен политичар, кој во суштина е попрогресивен од сите оние ваши паразити на кои им се восхитувате, вклучително и со Камала Харис, за која ми викате, Јанко, само прочити го низиното резиме и биографија, не можеш туку така, ово, знаеш што, резиме и биографија во денешно време со кеш многу добра. Ама знаеш, било у судот ово, ништо не знаеме. Знаеме само тоа што ќе ни се даде на хартија. Не се. Многу афери, многу пари. USAID го нема. Парите за LGBT во Македонија, за соросписки новинари и така натаму и сите тоа се прекинати преку USAID. Не се преку Сорос и тоа го гледаме. Гледате ги како лајат, квичат, ќе биде тешка борба. Нема да колабираат туку така сами од себе. И власта ќе мора контраудар да прави, да им се спротистави и да одолее на ова, бидејќи контрареволуција мора да се случи. Но повторно велам, не можат да најдат црно под ногти. Ни за републиканци и покрај сите промени што ги прават, ни за нашиве тука и затоа ќе владеат. А што е основната идеја и кај нашите и во Америка? На републиканциве што се на власт. Доналд Трамп, Елон Маск, J.D. Vance и така натаму. Не кради, бе, брат. Не кради. Народот вика, фала ти, Господи, тоа баравме. Не крадете. За друго све лесно ќе се договори. Прекини да крадеш. Толку бара народов, малку правда. Мислиш народов нешто, знаеш што, да има чувство народов, дека има правда на суд, дека има правда за политичарите, дека има правда кој ќе ги гони кратците, он ќе биде задоволен и со овој мизерен стандард. Верувајте,
чувството на слобода и задоволност. Јас сум живеел у претходниот систем. Самото чувство дека живееме некаков праведен свет, а имавме 10 пати помалку него што јас имам денеска. И се чувствувам неоправдано. Тогаш ми беше супер. Зошто? Затоа што осеќав дека колку толку има правда, дека крадците се прогонуваат, дека колку толку... Не дека беше совршено. Тоа му фали на народот, бе. Малку правда, малку човечност. И затоа овие ќе владеат долго, а ја бев конечно прв пат го слушав 20 минути говорот на J.D. Vance во Европа, кој им го одржа, мислам, такво тресење од гаќи, од кондори ги извади. Клучната реченица, Европа не е проблем надворешниот непријател, туку внатрешниот. Се е кажано. Јасно ви е, треба да ви цртам. Не. Исто и со Македонија. Нема надворешни непријатели, внатрешни. Која ќе го решиме тоа, се ќе биде во ред. За следната ќе збориме и за грбот, не е проблем. И за грб се прави, и за етнички прашања и така натаму. Само знаеш како? Крени го малце нивото на народов, малце платичката нека му отиде нагоре, нека почне да се забричува, да става малце aftershave, нека прошета лево десно, па да видиш како по-лабав е. Ваму, ем го држиш гладен, ем е утепан, ем сеа етнички прашања. Не. Паметна е власта, знам дека паметно ќе го одигра, затоа што најавите се сосема окей. Степ by степ. Секој има право да се чувствува безбедно и праведно во оваа земја. Како и ние, така и сите други. Што може ќе се удоволи, што не може, thank you and fuck you. Но, мора да работиме на економијата. За да има економија, мораме на патишта. Фала Богу што го имаме оној министер во Министерството за транспорт и врски, Николовски, кој го назначи Коце. Коце не ќе дома да се прибере додека не види последната ронка асфалт дека е прегазена од ваљак. Така што со такви луѓе, со вакво темпо, мислам дека ќе биде феноменална работа, дека конечно малце, прв пат имам надеж дека после сите овие децении ќе видиме малце сино небо, дека малце ќе не огрее сонце. Ете, тоа е моето внатрешно чувство. Она што се случува надвор, овде што се случува. Дека ќе има контраверзија, апсолутно се согласувам. И тука сме, кај ќе бегаме. Не можеме да се криеме под тепих. На сите ни е јасно. Но, нема више манипулации предавници, јас сум праведниот, ти си лажливиот, ја ќе го решам ово она. Не, поминаа децениите во вашите лажења, кој што ќе решил, како ќе решил. Све ни е јасно, на македонскиот народ поготово. Слушај ваму, Господ почна да не гледа од озгора. Добре.